Уште една редовна рубрика, секоја среда ви информираме за сето она што е ново во Агенцијата за катастар на недвижности, за тековното работење и меѓусекторската работа на Агенцијата за катастар на недвижности. Ова утро разговараме со Зоран Чомуканов, раководител на сектор за катастар на недвижности на југоисточниот регион. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ајде на самиот прочеток, со кои проблеми се соочува во функционирањето Агенцијата за катастар на недвижности последниот период? Факт е дека катастарот во последно време голем напредок во своето работење. Видливо е дека нема повеќе редици на шалтерите, дека предметите се решаваат во рекордно време. Меѓутоа, и кај нас во катастарот има определени проблеми за кои секојдневно се обидуваме да најдеме решение за да ги надминеме. Имено преку проектот на Светска банка беше комплетиран катастарот на недвижности на цела територија на Република Македонија. Меѓутоа, во определен број на катастарски општини, значителен процент од недвижностите, парцелите останаа со незапишени права. За гледачите кои помалку се вклучени во оваа проблематика, да дадам едно кратко појаснување. Катастарска општина, тоа се работи за едно населено место или село со аторот што припаѓа на тоа село. Додека пак незапишени права, тоа се недвижности за кои не е утврдена собственоста, истите не се запишани во имотен лист, и за истите може да се добие само пописен лист. Во тој пописен лист се содржани податоци за самата недвижност, кои се прибрани со премерот и за можниот носител на права. Додека во имотниот лист е утврдена собственоста, истата е запишана во катастарот на недвижности и тој имотен лист е доказ за собственост. Значи, доколку собственикот поседува имотен лист за некоја недвижност, тој целосно располага со таа недвижност. Ова значителен процент на незапишени права претежно се јавува во катастарските општини во кои до пред востановување на катастарот на недвижности екзистирал така наречениот пописен катастар. Го спомнавте пописниот катастар. Кога и како е создаден и за кои цели? За да се навлезе во генезата на пописниот катастар, треба многу простор и време, меѓутоа еве накратко ќе се обидам тоа да го објаснам. Значи, на почетокот на далечната 1952 година донесен е закон со кој е воведено одоначување на домаќинствата, а како основа за тоа одоначување бил катастарскиот приход. Требало за кратко време, од 2 до 3 години, да се створи тој катастар. Во тоа време, само за 30% од територијата на Република Македонија бил восстановен катастар, и тоа врз основа на премери кои започнале во 1928 година и се извршувале наредните десетина години. Значи, за таков краток период не било возможно да се изврши премер на преостанатите 70% од територијата на Република Македонија. Затоа е пристапено код изготвување на тој пописен катастар. Што всушност е направено? Значи, извршено е разграничување на катастарските општини и поделба на блокови во самите катастарски општини. Премер е вршен на границите на катастарските општини и на самите граници на блоковите, а во истите е вршено попис на носителите, на собствениците на парцелите. Значи, биле запишувани име и презиме на собственикот, додека површината била запишувана од кажување или била цената од ока, што значи приближно. За тој пописен катастар, значи, нема изработени катастарски планови и не може да се добие копија од катастарски план. Не е возможно да се определи местоположбата на парцелата на самото место. И сега, споменавте се создава пописниот катастар. Како понатаму се развива функционирањето на Агенцијата за катастар на недвижности? Во 60-ти и 70-те години масовно е отпочнато со авионско снимање на недвижностите, претежно во катастарските општини во кои дотогаш бил пописен катастар. До средината на 80-те години најголем дел од тие катастарски општини се премерени и восстановен е премерен катастар. За еден определен помал дел од 20%, прв премер е извршен од 1993 година до 2001 година. Единствено, Гостиварско-Мавровскиот крај е премерен во 2005 година. Проблемите кои ги посочиме и кои се јавуваат во сегашниот катастар на недвижности произлегуваат баш во овие катастарски општини во кои катастар на недвижности е восстановен од пописниот катастар. Пред се, тоа е затоа што
немаме стари планови, да извршиме преклоп, да направиме идентификација и да утврдиме местоположбата на парцелите, а и при извршување на самиот премер, дали затоа што голем се работи за пасени подрачја, голем дел од населението е иселено од овие подрачја и не е извршено потребното меѓување на парцелите. Значи, за да има еден квалитетен премер, неопходно е претходно самото омеѓување и обележување на парцелите да биде извршено на квалитетен начин. Агенцијата за катастар недвижности, знаејќи го овој проблем, пред извршување на секој премер, значи во секоја катастарска општина, испраќаше своји стручни лица кои таму од 3 до 4 недели и помага на граѓаните да го извршат самото омеѓување. Значи, тие имаме и графички приказ, може да го погледнеме тоа како изгледа, ќе ми еве камерата која што. И објаснуваа на странките како треба да се изврши местоположбата, каде треба да се изврши омеѓувањето. Ова се типови на белиги кои што може да се користат. Ќе може да молам само јас да ги покажам, на оваа камера веројатно побаво ќе може да ги видат граѓаните. Еве ги. Тоа се видови на мегни белиги кои би требало да се користат. Добра. Веднаш потоа, како се врши обележување и фотосигнализирање? Така, како се вкопуваат и како се врши самото фотосигнализирање, како истите би биле видливи од авион. Добра. Ето, ако се работи за населено место, значи на самата ограда, на крајот од оградата се врши фотосигнализирање. И покрај тоа што тогашните законски прописи налагале собствениците сами да извршат омеѓување на своите парцели, во најголем дел тоа не е направено. Ги споминавте незапишаните права, некаде на почетокот на разговорот. Како низ годините се намалуваат овие незапишани права? Па се работи за, значи, некаде такви општини во кои... само. Добра. Такви општини... имаме и табеларен приказ. Добра. Во кои катастар на недвижности е востановен од претходно бил пописен катастар, директно е востановен катастар на недвижности. Такви вкупно имаме 267 катастарски општини, од кои во 250% на незапишани права е над 20%. Тоа за нас не е добар резултат и затоа последните неколку години се донесуваше годишна програма за ажурирање. Што значи определен број на катастарски општини беа офатени со таа годишна програма и досега од овие 250 околу 150 катастарски општини беа опфатени во оваа годишна програма, каде што по пријавување на странката, катастарот по службена должност вршеше дополнителни премерувања, идентификација која е неминовна да се изврши во присуство на странката, бидејќи само странката знае каде точно се наоѓа неговата парцела, и се вршат дополнителни запишувања. Сепак, ова иницијатива не ги даде посакуваните резултати. Од една страна, заради постојните законски решенија, кои не дозволуваат исправки на грешки, доколку е погрешено при самиот упис, ако е извршена промена во катастарот на недвижности, а од друга страна и поради ограничувањето кое што го имаме во постојниот закон. Имено, како разлика на површина се дозволува до 20%, а не повеќе од 1000 метри квадратни. А претходно кажа, значи, дека површините во тој пописен катастар биле ценети од окој биле запишувани приближно, а пракса било странките да пријавуваат што помали површини ради данокот. И сега, ако имаме парцела од, со новиот премер утврдена на 9000 метри квадратни, а странката во пописниот имала запишено 6000 метри квадратни, тие 3000 метри квадратни мора да се одвојат и да останат со незапишани права. И покрај тоа што странката нема никакви проблеми со соседите, не граничи со државен имот, а можно е дури Република Македонија да не поседува имот во тој блок. Значи, степак законските решенија го ограничуваат тоа до крај да се спроведе. Споминавте уште на самиот почеток дека сте раководител на секторот за катастар на недвижности на југоисточниот регион, но што ме интересира, колку вакви региони постојат во Македонија и постои ли меѓусебно соработка и размена на информации помеѓу секторите? Од почетокот на 2014 година функционираат 7 сектори. Значи, за секој плански регион во Република Македонија формиран е посебен сектор за катастар на недвижности. Скопскиот плански регион е
е во надлежност Центарот за катастар на недвижности. Значи, пред 7-8 години воведен е електронски систем за обработка на предметите. Тој покрај тоа што го олеснува примањето на барањата електронски шалтер, значи самото решавање на предметите, тој многу ни олеснува и самата работа во следење на работата на предметите. Значи, јас како секторски раководител во секое време имам увид на состојбата со предметите во секој оделение и во зависност од тоа дали во некој оделение имам зголемен обем на работа, можам дополнително од други трети оделенија електронски да вклучиме вработени кои што ќе помогнат за решавање на тие предмети, значи да бидат благовремено решени. Тоа се прави без вработените од тие оделенија физички да одат во други градови и да ги преземат предметите. Постои, значи, соработка не само меѓу оделенијата, постои соработка и меѓу секторите и Центарот за катастар на недвижности. Имаме ние вработени во оделението во Валандово, кои за цел период се вклучени во Центарот за катастар на недвижности во Скопје, а живеат и работат во Валандово, предмети работат за Скопје. Сето тоа допринесува, значи, навреме да бидат решени предметите, да нема станати нерешени предмети, да нема редици на шалтерите, а како резултат на тоа задоволни странки и секој задоволни вработени. Да, вие сте екипирани, тоа е најважно, а сето ова за помош на граѓаните и улеснување на сето она што тие како предмет имаат да го приложат во Агенцијата за катастар на недвижности. Благодарам за гостувањето во утринската програма, со сето она што ќе биде ново ќе ве повикаме повторно. Благодарам и на вас. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение музичка номера.